Македонската опера и балет оваа година се одржува 7-то издание по ред на манифестацијата Избор за маж на годината, на која што ќе бидат доделени 13 престижни статуетки на мажи на годината во неколку различни категории. За овој настан кој што привлекува секоја година се повеќе интерес кај јавноста, зборуваме со организаторот на истиот, Мартин. Здраво. Здраво, Ирена, ви благодарам што дојдовте. Маж на годината прирасна во една манифестација која што со нетрпение очекуваат сите преку целата година, љубопитни кои ќе бидат мажите што ќе ги земат статуетките. Како вие, како организатори, го доживувате развојот на манифестацијата и незината се поголема популарност? Па вака, Ирена, како што кажавте вие, ова е 7-ма година и веќе од година во година се повеќе и повеќе ја развиваме и го концептот на едно повисоко ниво. Токму затоа денеска оваа година решивме настанот да го правиме во Македонска опера и балет, која што важи за една од најпрестижните институции сепак кај нас културни. Гледам дека интересот расте, гледам дека се повеќе луѓе сакаат и се заинтересирани да дојдат, така да мислиме дека мисијата успешно ја водиме. Како ја прифатија веста мажите кои што оваа година успеа да влезат во најтесниот избор и да бидат носители на статуетките? Па, до сега искуството е супер, баш многу, тоа е многу убав момент кога ќе им соопштиме на луѓето дека се добитници. Генерално сите се многу изненадени, навистина им значи наградата, пред се затоа што некој го забележува нивниот труд и она што тие го прават за ова општество. Мартин, благодарам. Посакувам убава гала вечер, посветена пред се на мажите на годината, иако тука имаме вечерва и многу прекрасни дами како дел од гостите и се разбира уште многу успеси во иднината. Благодарам, Ирена, многу. А еве да слушнеме сега како дамите го доживуваат овој настан посветен на мажите. Во следниве минути зборувам со Марија Костуранова, собственичка на брендот Диоптра, кој што впрочем беше и првата година спонзор и еден од првите поддржувачи на овој настан, што е потврда дека жените умеат да ги почитуваат вредностите на мажите. Така ли е, Марија? Така е, значи убаво е да се организира еден ваков настан, за да се даде прилика да се истакнат одредени. Ја не би навлегла само еве мажи и жени кои што навистина се истакнуваат во некој сегмент на успешноста, дали е тоа во стилот, дали е тоа во бизнисот, дали е во хуманоста, што навистина е за почит, дали е во кој колку е познат и колку е умилен кај луѓето, така да од сам почеток еве ги поддржуваме и навистина ми се допаѓа оваа манифестација и ми се допаѓа од сам почеток дека се прераснува се поголема и поголема. Настанот привлече голем број на гости од бизнис секторот, јавниот живот, дипломатијата и други области кои уживаа во гламурозната атмосфера. Главната награда за маж на годината 2024 беше доделена на пожарникарите, начело со директорот на Центарот за управување со кризи, генерал Стојанче Ангелов. Ова признание беше заслужено за нивниот храбар и посветен труд во борбата со големите пожари која зафатија Македонија, каде посветеноста на пожарникарите спаси бројни животи и ги заштити природните ресурси. Наградата менаџер на годината замина кај Ѓорѓе Војновиќ, генерален директор на Триглав осигурување. Наградата Маж со стил оваа година ја доби амбасадорот и дипломат Кире Илиовски, кој има добиено признание за успешна билатерална соработка на нашата држава со други држави. Менаџер до 40 години оваа година е Бесник Исаки, директор на Бета Логистик, фирма која носи паметни логистички решенија и услуги во транспорт. Наградата Млад менаџер на годината замина во рацете на извонредниот млад талент Никола Велковски, основач на Хејрич и Ховицер, кој има направено најголема инвестиција во Македонија од $1 милион. За маж со најголем придонес во спортот беше избран Михајло Михајловски, председател на ракометниот клуб Вардар. Мажи со најголем придонес во културата се Александар Митевски и Драган Спасов Дац.
Маж со најголем придонес во општеството за 2024 година е Сабир Јазири, човек кој обезбеди над 1 милион евра донации за подобрување на здравствениот систем. Маж странец на годината е амбасадорот Килиан Вал, шеф на мисијата на ОПСЕ, кој има активна улога во проширувањето на партнерствата и дава голем придонес во реформите во земјава. Хедонист на годината е Денис Ампов, кантри менаџер на Ананас. Маж на годината според социјалните мрежи со 12.000 гласови е Љупчо Крстевски, познат како мистер Љубе на социјалните мрежи, а на јавноста познат од времето на К15. Додека пак наградата Маж со трајни вредности, оваа година ја доби Петар Ѓоргиевски, еден од основачите на легендарниот македонски бенд Меморија.